Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе почнеме со обработка на глава 2 од првото послание на Павле до христијаните во Солун. Со оваа глава започнува втората секција од ова послание. Стиховите кои денес ќе ги читаме и обработуваме се однесуваат на мотивите и начините на кои апостолот Павле го споделуваше Евангелието кога престојуваше во градот Солун. Без да одолговлекуваме, мислам дека е време да почнеме со читање на текстот. Ако имате Свето писмо со себе, ќе ве замолам да го отворите кај глава 2 од првото послание до Солунјаните. Стих 1. Вие сами знаете, браќа, дека нашето доаѓање кај вас не беше залудо. Зборот залудо всушност значи без резултат. Со ова Павле сака да каже дека кога тој, Сила и Тимотеј служеа во Солун, Бог им даде плод од службата, затоа што дел од оние кои го слушаа Евангелието поверуваа и почнаа да го следат Господ Исус. Во одредена смисла, каде и да одеа, Павле и неговите соработници имаа некаков плод и резултат од нивното проповедање. Тој резултат можеби не секогаш беше онаков каков што тие сакаа, но сепак Евангелието даваше плод во срцата на луѓето. Како знаеме дека нивната служба не беше без резултат? Постоењето на црквата во Солун е последица од нивната служба. Токму црквата во Солун беше резултатот на нивното доаѓање во тој град. Стих 2. Напротив, откако пострадавме и бевме поругани во Филипи, како што знаете, ние се охрабривме во нашиот Бог да ви го проповедаме Божјото Евангелие со тешка борба. Зборот кој е преведен како борба е всушност старогрчкиот збор агони, од кој го добиваме зборот агонија. Со други зборови, Павле сака да каже дека кога беа во Солун, тој и неговите соработници минаа низ одредена агонија се со цел да можат да го проповедаат Евангелието. Светиот Дух преку видение го испрати Павле во областа Македонија и иако неговата служба во Македонија даде добри резултати, сепак тоа не значи дека се одеше како подмачкано. Кога служеше во градот Филипи, кој е всушност првиот град во Македонија во кој Павле проповедаше, таму се соочи со сериозна опозиција од локалното население. Таму беше прогонуван и во одредена смисла приморан да го напушти градот. Но, што стори Павле кога се соочи со такви напади? Дали го смени пристапот? Дали ја смени пораката која ја проповедаше? Не, туку тој продолжи да го верува и проповеда Евангелието, независно како луѓето реагираат на него. Целта на Павле, а и на Сила и Тимотеј, кои служеа со него, не беше да им угоди на луѓето, или пак да проповеда порака која им се допаѓа. Господ Исус го повика да го проповеда Евангелието, да зборува за неговата смрт и воскресение, и за спасението кое им се нуди на сите кои веруваат во него. На некои луѓе таа порака им се допадна, а на повеќето не им се допадна. И покрај се, Павле никогаш не ја смени пораката, туку остана верен и доследен на откровението кое му беше дадено. Би сакал да ве охрабрам и вие да правите така, да му верувате на Господ Исус и да му служите, независно како луѓето ќе реагираат на тоа што го верувате. Ние христијаните не сме повикани да им угодуваме на луѓето, туку на Бог. Во посланието до Галатјаните, самиот апостол Павле вели: ако сакав да им угодувам на луѓето, немаше да бидам Христов слуга. Невозможно е постојано да им угодувате и на луѓето и на Бог. Затоа мора да одлучите дали ќе живеете на таков начин што ќе ја следите Божјата волја или волјата на другите околу вас. Што се однесува до пораката на Павле во Солун,
Во тој град апостолот Павле го проповедаше истото што го зборуваше и во сите други градови, за смртта и воскресението на Господ Исус. Имајте на ум дека во тоа време, под влијание на грчката филозофија, некои луѓе веруваа дека смртта е добра, затоа што на тој начин душата се одвојува од телото, односно доброто се одвојува од лошото. Така што, кога Павле зборуваше за воскресението на Господ Исус, на некои луѓе тоа им беше неприфатливо, бидејќи тие веруваа дека душата не треба да се враќа во телото, односно во својот така наречен затвор. Но и покрај се, апостолот Павле продолжи да го проповеда Евангелието, не само со зборови, туку и на дела. И покрај тоа што тој, Сила и Тимотеј беа прогонувани, односно минуваа низ агонија, сепак му останаа верни на Господ Исус. Стих 3. Зашто нашиот поттик не произлегува ни од заблуда, ни од нечисти побуди, ниту од лукавство. За каков поттик зборува апостолот Павле? Верувам дека станува збор за поттикот да се проповеда Евангелието. Тој ги подсетува христијаните во Солун дека не дојде во нивниот град за да проповеда од погрешни причини. Тој немаше никакви задни или сокриени намери, како на пример заблуда, нечисти побуди или лукавство. Павле ја спозна вистината, а тоа е Христос, и во себе имаше поттик и желба да ја сподели таа вистина со колку што е можно повеќе луѓе. Првично, тој вели дека не проповедал од заблуда. Што значи да се проповеда од заблуда? Тоа се однесува на оние кои поверувале во некое лажно учење и се убедени дека тоа што го веруваат е вистина. Како резултат на тоа, таквите луѓе ја користат секоја прилика за на другите да им зборуваат за својата вера. Додека го зборувам ова, можам да се сетам на неколку религиозни групи кои се такви. Тие се цврсто убедени дека нивниот ерес е вистина и одат наоколу, обидувајќи се да придобијат што повеќе луѓе во својата религиозна група. Апостолот Павле вели дека нивната проповед не беше поттикната од некаква заблуда. Всушност, поттикот за нивното проповедање и мисија беше Господ Исус Христос, кој ги допре и промени животите на Павле, Сила и Тимотеј. Како можеме да знаеме дали некој зборува од заблуда? Многу е едноставно. Ако зборовите на личноста не се во согласност со вистината која Бог ни ја открил во своето свето писмо, можеме да бидеме сигурни дека оној кој не поучува, без разлика каква титула има, без разлика колку е образован, тој поучува од заблуда. Тоа е една од причините поради кои ние денес го имаме Светото писмо, за да можеме да ја знаеме вистината и со тоа да ја препознаеме лагата. Потоа Павле вели дека поттикот за нивното проповедање не беа нечистите побуди, или можеби подобар превод на таа фраза е нечистите мотиви. Што би можело ова да значи? Кои се овие нечисти мотиви за кои зборува апостолот Павле? Нечисти мотиви за проповедањето на Евангелието може да бидат желба за слава и популарност, желба за манипулирање на луѓето, желба за контрола врз одредена група на луѓе. И еден од оние кои се најчесто распространети е желба за заработка во име на Бога. За жал, некои луѓе се одлучуваат да бидат свештеници, пастори и проповедници не затоа што сакаат да го проповедаат Евангелието, не затоа што сакаат да му служат на Господ Исус и на луѓето, туку поради парите. Во некој случај христијанската служба навистина нуди пристап до големи суми, и тоа е сериозна стапица за некои луѓе, особено оние кои се повеќе склони кон материјализмот. Но Павле за себе и своите соработници вели: ние не дојдовме да ви проповедаме за да можеме да имаме контрола врз вас, ниту пак да извлечеме некакви финансиски средства од вас. Всушност,
Ако го читате Новиот Завет, ќе забележите дека апостолот Павле речиси никогаш не бараше финансии од луѓето. Постоеа цркви кои финансиски му помагаа, но не затоа што тој бараше од нив, туку затоа што тие самоиницијативно го благословуваа колку што можеа. На крајот од стихот, Павле вели дека тој, Сила и Тимотеј не го проповедаа евангелието од лукавство. Ми се допаѓа што еден превод го користи зборот измами. Во суштина, тоа што тој сака да го каже е дека при проповедањето тие не се служеа со никакви лукавства или измами со цел да придобијат што повеќе луѓе. Јас верувам дека кога Павле, Сила и Тимотеј беа во Солун, тие го проповедаа чистото евангелие и во ниту еден момент не се обидоа да користат какви било психолошки трикови за нивната порака да звучи прифатливо и примамливо. Мене навистина ми се допаѓа овој стих, бидејќи верувам дека истиот е доста соодветен опис на начинот на кој Павле и неговите соработници служеа во Солун. Павле како да вели: кога дојдовме кај вас, ние дојдовме со искрени мотиви. Не дојдовме за да ви бараме пари. Не дојдовме за да ви пренесеме порака која ќе ви се допадне. Не дојдовме за да ви продаваме некакви психолошки трикови. Нашата цел беше да ви ја пренесеме вистината за Господ Исус. Стих 4. Туку како што Бог не удостои да ни го довери евангелието, така изборуваме, не за да им угодуваме на луѓето, туку на Бога кој ги испитува срцата наши. Павле беше свесен дека не е достоен да го проповеда евангелието. Затоа вели дека Бог го удостои да го прави тоа. Но во стихот кој го прочитавме, тој јасно вели дека го проповедал евангелието онака како што му било доверено. Интересно е тоа што нагласува дека не проповедал за да им угоди на луѓето, туку на Бога. Ова го спомнав и предходно, но сакам повторно да го нагласам. Не можете да им угодите и на луѓето и на Бог. Мора да одлучите чија волја сакате да ја исполнувате. Павле и неговите соработници имаа јасна цел да му угодат на Бог, така што ќе го проповедаат евангелието кое го примија. Стихот го завршува со зборовите: Бог кој ги испитува срцата наши. Со други зборови тој вели дека Бог многу добро знае што им е во срцата и тој знае дека тоа што го зборуваат и пишуваат е искрено. Стих 5. Зашто никогаш не сме се послужиле со ласкави зборови, како што знаете, ниту со помисли за корист. Бог е сведок. Ласкањето е многу опасна навика, од која секој човек кој ја исповеда христијанската вера мора да се пази. Во суштина, ласкањето представува еден вид на умилкување кај луѓето, кое се врши со скриени намери. Пример, кога пред себе имаат некој познат и богат човек, луѓето се склони да и ласкаат на таа личност, со цел да го придобијат нејзиното внимание, пријателство, а можеби и некоја друга придобивка. Павле вели дека при нивниот престој во Солун тие не им ласкаа на луѓето. Што значи тоа? Тоа значи дека тие не се обидоа да им се умилкуваат на луѓето во Солун, се со цел нивната порака да биде прифатена. Знаете, навистина е невозможно верно и доследно да го споделувате евангелието и при тоа да им ласкате на луѓето. Причината за тоа е едноставна. Покрај другото, евангелието се однесува на гревовите на луѓето. Не можете да ги соочите луѓето со нивните гревови и истовремено да им ласкате. Мора да одлучите дали ќе им кажете дека се грешни или ќе ги фалите дека се добри. Тешко и на онаа црква во која нејзиниот пастир или проповедник им ласка на луѓето кои се дел од неа. Тоа не е добро ниту за него, ниту за оние кои го слушаат. На луѓето не им треба некој кој секоја недела ќе им кажува дека се добри и дека треба да си останат такви какви што се.
На луѓето им треба некој кој ќе ги соочи со вистината дека тие се грешни и ќе им каже дека во Христос имаат простување на гревовите и победа над силата на гревот. Во стихот кој го прочитавме, Павле вели дека немале никакви помисли за корист при проповедањето на Евангелието. Со други зборови, апостолот вели: ние не дојдовме во Солун за да ве користиме, дојдовме да ви го проповедаме Евангелието, за вие да имате духовна корист од нашата служба. Стих 6. И не баравме слава од луѓе, ниту од вас, ниту од други, иако можевме и да се наметнеме како Христови апостоли. Со други зборови, апостолот вели дека тој и неговите соработници не бараа за себе никакви привилегии, ниту заслуги, ниту пак некој да им даде слава и пофалба за нивната служба. Тие не отидоа во Солун за да ги придобијат луѓето за себе или да зборуваат во свое име, туку да придобијат нови души за Господ Исус и да зборуваат во Негово име. Тој вели дека можеле да се наметнат како Христови апостоли, односно дека ако сакаа, можеа да се наметнат како духовни водачи на кои им следуваат одредени права и привилегии, но одлучија да немаат таков пристап, туку во кротост и понизност да покажат вистински пример. Мене лично не ми се допаѓа кога оние кои се поставени како духовни водачи во црквата сакаат да ги ползуваат своите позиции за лична корист или за да се истакнат. Се чини дека во одредена смисла тие луѓе бараат слава од другите. Духовните водачи, пастирите, проповедниците, свештениците треба да бидат понизни луѓе, кои ќе покажат личен пример на скромност. Верувам дека токму такво поведение покажаа Павле, Сила и Тимотеј додека беа во Солун. Стих 7. Но сепак, ние бевме меѓу вас така нежни како што се однесува мајката кога ги дои своите деца. Интересна споредба, зарем не? Апостолот Павле вели дека кога тој и неговите соработници беа во Солун, тие на христијаните во Солун им пристапија со голема грижа, па дури и нежност, онака како што мајката се грижи за своите деца. Слична споредба дава и Господ Исус во однос на градот Ерусалим. Во Евангелие според Матеј, глава 23, стих 37, тој вели: колку пати сакав да ве земам под закрила, онака како што квачката ги собира своите пилиња. Ова е важно да го имаат на ум сите оние кои се вклучени во пастирска и проповедничка служба. Тие луѓе не треба само да поучуваат и да делат совети, туку искрено да се грижат за луѓето кои им се доверени. Нека Бог даде што повеќе пастири да чувствуваат ваква грижа и љубов за верниците. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следното, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.